Здраво, здраво, здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се тука, што значи подготвени сме да започнеме. Нема да должам повеќе, прво ќе ги повикам домакините за денешното издание, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Сашо и Мартина. Повелете. Мартина, здраво. Сашо, здраво. Добри сте? Добре. Расположени за игра? Расположени, спремни. Минатиот пат ги елиминиравме противниците, стигнавме и до листата, но таму само 50 евра. Задоволни со Солидно. тие, да. Мислам видам, не бевте разочарани. Како што реков, си обезбедивте уште тогаш кажав дека си обезбедивте учество за наредното, односно за денешното издание на нашиот квиз, пак имате шанса да го поправите. Финансискиот резултат пака ви е супер. Ако сте подготвени, ако немате што да додадете, да не сакате да поздравите некој, да додадете Сите гледачи на Сител телевизија, сите што не знаат и познаваат. Накратко. Да. Готово, да не ве држам повеќе, да ве оставам да се сконцентрирате. Ваше домакинската кабина, Добре. повелете. А секако во нашето студио подготвени си нивните противници денеска. Улогата на предизвикувачи им припадна на Коста и Васко. Повелете. Како расположени за игра? Расположени. Гледам како влетавте, расположени сте. Расположени. Познато ни е све. Така дека, више нема што. Па и да не преме муабе така. Да ја пуштам одно во кабината и готово. Гледачите ве знаат, Коста, Васко, така беше? Така. Така, тоа е тоа. Да ги поздравиме и сите што не знаат. На брзината завршим и да почнеме со квизот, така е. Нека идете Најважно. Кога да поздравиме, да поздравиме. Па јавете специјално внуките би си ги поздравил, па и сите други да не заборавам, зашто минатата емисија некого заборавивме, па после луте ги имаше. Така е. Така, знам, така да сум сите бил. што ме знаат, сите ги поздравувам. Ете, така најпаметно. Коста, дей? Жена ми, Не знам, жена ми прво, така и јас жена ми да поздравам. Да, не се. жена ми, друштвото, колегите од работа, фамилијата и со тоа е опфатено све. мислам. Со тоа сите се опатени, така е. И мене поздрави. И не, И се поздравите внатре. баш. Денеска како предизвикувачи ќе имате шанса да смените кабината, но имате и тешки противници. Баш ме интересира како ќе ви оди целата работа, да не ви одземам повеќе внимание. Ваша е предизвикувачката кабина. Повелете. Хвала. Сашо и Мартина, односно Коста и Васко, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме со листа за 300 без никакви проблеми. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Коста и Васко, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Знаете, ако имаме проблем, ќе ми кажете, ако нешто не е јасно, ќе ме прашате. Договорено? Така е. Со среќа во продолжение ќе исклучиме сега и вашата кабина да видиме Сашо и Мартина како се. Одлично. Супер. Да, се слушаме. Да. Се е како што треба. Мартин уморна малце денеска цел ден работа, факултет последните 12 испита да се дадат. Кажи во акција цело време. Да. Сега ќе те расониме со првата тема, ќе забореш, сега си уморна. Може да продолжиме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на кабините, а и домакините дозволја да продолжиме понатаму, па кој сум јас да се противам на тоа. А како и секогаш, така и денеска ќе си започнеме со првата лицитација. Темата за истата гласи. Зборови што почнуваат со тр, односно тр. Бараме зборови кои ги има во официјалниот дигитален речник на македонскиот јазик од најмногу 6 букви, кои почнуваат со буквите тр, односно тр, како името трајанка. Еден ист збор може да го кажете само во еднина, во еден род, без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на народи, имиња на компании, кратенки и слично. Сашо и Мартина, дали не е јасна темата? Јасно. Бараме зборчиња на ТР, најмногу 6 букви, немојте тука да заборавите, да. Коста и Васко, дали не е јасна темата? И за вас ќе повторам дека не сакам таму да кикснеме максимум 6 букви, да. Да не ја утнеме работата. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први започнуваат со надавање предизвикувачите. Денеска во таа улога се Коста и Васко.
Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Кости и Васко, кога ќе имате понуда, повелете. Многу зборови. Сум многу. Ќе видиме. Ние треба да. Колку 10? 10. Почнуваме со 10, 12. 12, 13. 13, 14. 14, 15. 15, 16. 16, 18. 18, 19. 19, 20. 20, 21. 21, 22. 22, 23. 23, 24. 24, 25. Достигнем се. 25, Дај ми шедешка. 26. 26, 27. 27, Ја мислам да одговара. Ајде нека одговара. да одговарат? Ајде да видиме. 27 празни полиња, што значи 27 полиња за Мартина и Сашо да ги исполнат со точни одговори, доколку сакаат да го освојат првиот поен. Темата е зборови што почнуваат со ТР и кои што се составени од најмногу 6 букви. Кога ќе бидете подготвени, започнете. 4, 5 и 6. Значи 3, 4, 5 и 6 можеме. Да, да. Ќе почнеме сутра. Да. Трн. Трн. Така е. Трема. 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 Тоа што Мартин и Сашо веќе не знаат што значи, така е точен одговор. Треба. Треба, точен одговор. Трева. Треба. Точен одговор и треба. Труба. Труба. Кажи го што се. Така е. Тромб. Тромб. Така е. Дали имаш звук? Трајно. 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 Троа. Не бе, чекай како троа. Може трета мисија. Трака. Трака. Чекай. Така е. Трета. Трета. Не бе, не може. Така е. Дали роза косим, например. Јама да не е ништо. Ајде друго ќе кажем. Троа може. Троа сакаш. Да бе, да. Троа. Троа. Така е. Трошка, број. Трошка. Трошка. Точно. Трампа. 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 Така е. Кажи го. Трем. 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 Да. Може трик. Да. Така е. Трик. Трик. Така е. Повеќе од пола веќе поминавме. Може три. Може би три. 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 Точно. Трап. Трап. Траг. Траг. Точно.
300. 300. Така убаво што ти текна на нас. Трпи. Трпи. Така е. Трупа. 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 Така е. Трудна. Трудна. Така е. Уште 7. 20 кажавте. Гола вода. А ски текнуваат? Слабо да ти кажам. Да ни текнува, кажи ќе одговараме, мага ќе надаваме ништа. Треба. Так. Треба. Треба, Морис. Ајде. Не, може треби. Добре. Треби. Треби. Орис, треби. Треби или Мартина Орис? Понекогаш. Понекога. Кога си има потреба. Треби, така е. Трска. Трска. Така е. Тројка. Си родил деца, тројка. Имаме 3. Ако бе, тројка. Ти како беше 30, што беше? 300, да. Ами Тројка, имаме бе. 3. Близнаци и поголема тројка. Ајде. Тројка. Тројка. Кај е 2, таму и 3. Така е. Може. Тефлон. Ама не. Јутре. Тр. Тропа, ајде. Тропа. Дали го Тропа. имаме? Го немате. Така е. Трга, дали го кажавме? Трга. Не. Трга од виноно. Така е. И уште двечки. Тркало. Тркало. Така е. И последното. Трон. Што е трон? Трон. Тронот, да. Трон. Трон. Мартина спремна да седне на тронот. Ама трон. Точен одговор. 27 за Мартини, Саша извини, мора малце сега. Како та? Така мислите, само ќе седите тука и ќе ми одговарате. Супер, 27 празни полиња. Саша и Мартина, првиот поенек е вас, но знаете, не смеме премногу да се опуштаме. Коста и Васко сега допрва се загреваат, да знаете. Оставија првата некако многу лабаво, но верувам дека со втората ќе пробаат да го променат резултатот. Коста и Васко, се надевам дека таков е планот, со втората лицитација да ги изедначиме резултатот, па да пробаме да направиме пресврти на педали. Знам дека никогаш не им се допаѓа на противниците кога го правам овој муабет, ама едноставно си навивам секоја за пенали и сакам така да завршуваат па сите партии во листа за 300, ама па и многу сакам понекој сега. Не се разочарувајте, има уште една лицитација, се може за миг да се промени. Само внимателно во продолжение. Уште некои од зборчињата што почуваат со ТР и кои што се од најмногу 6 букви ќе прочитам сега, кои што ете не ги кажаме. Тука се трага, зашто и разговаравме, потоа трагач, трае, траект, траен, трајно, потоа трака, не знам дали кажавме, транс, трапест, трапав, трапер, трас, како паднат, нели, како удрен, траума,
тревар, тревка, потоа тренер, трепка, трисет, тритон, трол, тропар, трофеј, трупец и така натаму. Ги има многу. Овие се некои што успеав да ги изојам, а не ги кажа моите надпреварувачи. Сега, драги гледачи, како што реков, продолжуваме со втората лицитација. А темата за истата гласи: животни со рогови. Бараме копнени животни, цицачи од целиот свет кои имаат рогови на главата без обзир од каква материја се направени. Признаваме животни кои можат да бидат и питоми и диви. Не се признаваат раси од некои животни, а не се признава ни диминутив за младенчиња, освен ако имаат посебно име. Ќе дадам сега примери за да го разјасниме ова. Да речеме куче. Не може да кажеме кученце или кучка, затоа што основата на зборот е истата. А еве конј ќе земеме, имаме од конј ждребе, значи во тој случај може да играме и ждребе, може и кобила да се игра затоа што си имаат посебни имиња, не е конј, конче и конјачка. Не знам како да го склопам. Саши, Мартина, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Косте и Васко, дали не е јасна темата? А кажи ми да речеме, не знам, различни видови од едно исто животно, на пример, ако ги прецизираш тачно, да речеме, не знам како да кажам. Не знам. Да речеме куче доберман. Пример. Ако си има посебно име, може. Да? Значи, како да ти кажам? Ете, како кај мајмун, да речеме, нели, може да ги Шимпанзо, кажеме горила, шимпанзо, да. орангутан, горила, да, можеме Ама во тој само случај. основното, не да речеме црвено шимпанзо или црно шимпанзо. да. Значи само шимпанзо можеме да Да, кажем. Добро. точно така. Океј. Ке се снајдеме некако после, ке видиме. Ако не е јасно, продолжуваме понатаму. Знаете дека при втората лицитација први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Коста и Васко. Ќе ме замолам повторно да исклучиме кабината на Мартина и Сашо. Коста, Васко, која ќе имаме понуда да чујаме? Хај со 5. Стартуваме со 5. 6. 6. Ај на 10. 10. 12. 12. 15. 15. 16. 16. Со кој живно сум на сепа некој дигат. 18. 18. Пусти. Нека одговараат. Да одговарат. Ајде, Косте и Васко, сами да одлучите за вашиот поен. Дали ќе играме пенали или ќе треба да кажеме чао, што не сакам да биде случај. Кога ќе бидете подготвени за почет, рековме бараме животни со рогови. Ги кажавме примерите, мислам дека се објаснивме, ако нешто ќе се дообјаснуваме по пати, тоа е што е. Така. Ајде да почнеме со домашни животни. Не, извини, елен. Елен. Да. Со диви. Така е. Сега прашањето е дали може да каже елен лопатар? Може. Може? Добро. Елен лопатар. Така е. Ирвас. Ирвас. Така е. Лос. Лос. Така е. Добро, елен. Горе, доле, тука сме. Не, носорог. Носорог. Не знам дали има носорог рог. Не знам, мислам. Така. Така. За жал, баш носорозите се едни од најзагрозените животни баш поради рогот, затоа што се верува во некои култури дека има лековити действија кои што за жал не постојат, ама тоа е што е. А и дива коза. Дива коза. Така е. Сега обична коза, домашна коза. Коза. Така е. Бик. Бик. Вол е различно од бик. Различно. Така е. Вол. Вол. Така е. Крава. Да. Крава.
Така е. Имаме до сега 10, уште 8 ни треба. А? Овца, да. Ама чека. А овен? Овен. Овен. Така е, точен одговор. Овцен, брат, като грче. Овен не ли е исто? Ама не, мислам дека не можеме да кажеме овце, овен, исти род се света. А срна? Еден срна е различен. Не е различно, исти е. Овците кои им бопат. Да, уствари, тоа е друго веќе. Може и кошута да кажеш. Имаат мали рокчиња. Сите имаат тие мали рокчиња. И срна и кошута. Чекај бе нешто посигурно да видим. Ти кажем. Ајде домашни емисии. Од домашните. Оние кажи ги бизон. Бизон. Или да Африка. Така е. Антилопа. Антилопа. Во Африка не фативме ништо. Уште милиарда ги. Така е. Што ти ги пуѓи ги мегри кои знаат други. Зебри немаат мисла. Огромно некој ти го пише. Друго со рогови, друго со рогови. Африка. Колку има? 13, уште 5. 5. Мисля, помалце нека се. Има. Ајде, мислете. И време имате? Има, да. Има. Оние америчко бафало. Американско бафало. Американски бизон или бафало му е името. Скративме со бафало за да не пишуваме толку да не се секирате. Гну. Гну. Дивиле мачки. Така е. Уште 2, а? Уште 3. Уште 3. Птицата со рок. Од земја небо. Не знам, нешто на нос. Освен носорог на нос, друг рок. Не знам друг. Африка. Слон. Слон. Да. Ако забике не дојдат небо. Да. За жалкоста. Да? Точно така како што рече Васко, ги водат како заби или на англиски, нели таск. Ги викаат. Да, не се водат како рогови. За жал. Слушај. Леле ги кажавме, зашто можевте да играте толку сакав пенали. Таман се понадевав на пенали, сериозно кажувам. Имавте тука и жирафа можевте да играте меѓу нив, антилопа не изигравте, ако не се лажам. Не антилопа кажавте, газела не кажавте. Да, исто потоа, добро, кажавме европски бизон го кажавме, елк е тука, зебу, јаре кај нив се развиваат после третата недела откако ќе се родат, козорог, куду, муфлон, нубиски ибекс. За оние кои што не знаат, овенот кога е нешкопен се вика коч, потоа окапи, прч, сајга, соп, срндак, топи и така натаму. За жал, кај слонот се водат како заби, не како рогови. Тука, за жал, ќе морам да се простам со Косте и Васко, таман се понадевав на пенали, си ги почитувам и нив како надпреварувачи и сакам кога ми сте тука во студиото, интересно ми е што повеќе да се дружиме, но за жал, Косте и Васко, треба тука да се простим и во некоја следна прилика ве очекувам во блиски дни повторно да се дружиме, повторно да се видиме, зашто нема тој резултат што треба да е. Договорено? Така е. Се гледаме за кратко, а Саши Мартина. Повторно среќата се насмевна, малце се деконцентрира вашите противници, дефокусира да кажеме и ми избега паметот и тоа резултираше со ваш поен. Не беше Браво, лесна. честитки, не беше лесна Не тема. беше. Изгледа дека е лесна на почетокот, ќе почнеш да набројаш, стигаш дека 7-8 и после На тоа 20 секој ќе падне. и се двомиш, не знаеш дали е така вистинското име, дали така кај нас се вика, си слушнал, па се. Знам, не е воопшто лесна тема. Делува така, но не е. Саши Мартина, ќе се видиме повторно тука на главната сцена и повторно ќе ве соочиме со темата од нашата листа. Драги гледачи, ако ве интересира како ќе поминат, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Саши Мартина повторно со мене тука на главната сцена, повторно со шанса да освоетувала парична награда минатиот пат.
Успеавме да земеме 50 евра, зашто се зезнаше тогаш дека одиме во надолна линија, ако претходно биле 150, 100, сега 50. Но денеска еве да се надеваме дека следното ќе биде 200, па 300. Ќе видиме. Честитки за тоа што го направивте до сега. Обезбедивте учество за следното издание на нашиот квиз, а сега да се вратиме на она за што сме тука дојдени, а тоа е листата и паричната награда. Како што гледате самите, нашата листа е составена од 15 празни полиња, кои што ако ги испишеме со точни одговори, ќе се земеме она максимална парична награда. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, позната сума за вас. За 6 100, за 950 сите 3 добро познати. Сега одиме на 200 евра со 12 точни одговори, па зошто да не 15 за 300 евра парична награда. Саши Мартина, дали сте подготвени да слушате темата? Спремни. Да, супер. Слушајте вие добро, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема европски држави од кои имаме најголем увоз. Извор – сајтот на Државниот завод за статистика. Бараме имиња на држави од Европа од кои најмногу увезуваме стока во вредност поголема од 10 милиони долари, без обзир дали се работи за признати држави или не. Има доста држави, малце ако тргнеме нели по логичко размислување, општа култура, како што сега да кажат. Ајде. Ќе кажуваш? Значи, првите три. Идемо, кои се големи држави? Не, европски. Европски бараме, да, внимавајте, европски, да. Ја ќе те пасам. Германија? Германија. Овие ќе видат, увезуваме од Албанија и од Србија, не е проблем. Да не поголемите ќе например. А Германија, Холандија, Белгија, нешто? Германија. Швајцарија, Франција? Не, Швајцарија не извезува ништо. Франција. Германија, Франција коли и кој е голем производител на коли? Не бе, па ти иди и вако и Србија. Можам вакво помош да ви кажам дека од 50 држави што се во Европа, поише 30 се на оваа листа. Германија, Така. Франција и Србија. Почнуваме со Германија. Германија. Германија е втора на оваа листа, со која што имаме од која што увезуваме најмногу стока, така е, точен одговор. Франција и Србија. Франција. Франција, помеѓу на прва 15-сеторка или 14 поред. Ако гледаме така, точен одговор. И Србија. И Србија. Србија може да биде и прва. Помеѓу првите 5 е на 4-то место еме. И трет точен одговор, ја поминавме бариерата од 50 евра, што време за понатаму сега. Не, ќе продолжиме. Ќе продолжиме. Само мога да се испреброиме. Ако е Србија, Хрватска и сигурно. Не сигурно од Словенија. Хрватска ништо. Од Албанија и од Косово, ама да ќе ги оставиме за попосле, заради признати и непризнати. Од Грчка увезуваме разни тие сокови. 50 милиона и ништо. Оваквото. Така. Ќе ги ставиме. Шведска, Финска, да. Не, у тие не, никако. Ништо. Порно тие Румунија, Бугарија и Грчка, пошто ни се близко и од кај нив компензираме и собираме од Румунија коли, од Бугарија Грчка. Добро, иде Италија, ќе кажеме. Добро. Италија, Холандија, Не, 100% има нешто. Италија, Албанија и Ајде, поише 30 држави се на списоком. Верувајте малце поише во себе. Италија. Италија. Одиме понатаму, Одиме чисто да понатаму, појасниме, да. Италија се наоѓа на шеста поред со која што осваруваме најмногу увоз и точен одговор. Албанија, јадењето. Албанија. Да. И од Словенија увезуваме. Албанија на 20-тото место. Добро, и Словенија. Така, точен одговор. И Словенија. И Словенија. У првите 10 треба да е. Во први, ај ќе кажеме ги први 20. А, добро. Нешто повеќе, ама пак да. Така е, и 100 евра се, ајде мака да честитам за да тргне работата. Да се пресечеме. Увезовме 100 евра за дома. Така. Ајде. Ајде видиме се. Горе Скандинавија. Од Скандинавијата, Норвешка ништо не ни продава на нас. Од Шведска камиони може да зимат и 10 камиони се милион. 100 камиона или Вие што на Романија, Полска, Чешка.
Ака се. Друго. Од Грчка мора да увезуваме разни тие. Грција? Грчка. Маđarска не е далеку. Големи држави Полска? Романија? нема. Романија може Грчка, Романија заради колите и може Шпанија да биде заради овие сеатите од таму што се прават. Може. Ќе И одиме? не, иди Чешка, пошто овие шкодите се од таму колите. Значи да одиме уште еднаш. Да, идеме уште еднаш. Одиме, Одиме супер. уште еднаш. Ајде, Со Шпанија? ја поминеме и ова бариера. Чешка. Започнуваме со Чешка. Чешка, Која реков друга? Шпанија. Романија. Грција. помеѓу ние 15 земји со кои што сваруваме најмногу увоз. И точен одговор. Грција. Грција? Грција. Грција е третата држава од која што најмногу увезуваме стока. Бугарија. Од И нив е преку точен Бугарија. осми одговор. И Бугарија. И Бугарија. И Бугарија. И првите 5 е Бугарија. Па малце сме паднала, сега на 7-мо место, ама пак, мислам, ни, како да кажеме, милиончиња се во прашање, ситно, како што кажа Саша, 170 милиона. Голавала. Така од вас се права, така е. Стигнавме до 150 евра, честитки. Сега, дали ќе кршиме бариерата, ќе атакуваме на 200 евра, ајде. Од европска држава со увоз се рачуна Турска, пошто Сигурен си? Добро. И другите две уште? другите две. Ајде, имавте, спомнавте неколку. Не, Романија. Добро. И што ми Турска, се Романија? Турска, Со Романија. Шпанија зашто да им ја играле? Англија е далеку. Португалија. Не, тие не произведуваат ништо. Тие Русија и Украина не смееме да ги спомнеме, да Не, не не биде смееме. грешка. Сега Косово, Хрватска бе. Хрватска, Босна. што би од Босна се увезува тие млека, јадење и такви работи и салами. Добро, ето, добро. Уште кој? Кажи. Ото, Босна, кој рековме? Сега ќе ти кажам. Турска, Босна, Турска и Романија. Или ја игравме Романија? Не ја игра, ајде. Може. Последните три. Продолжуваме Ајде. со Романија. Зашто да бидат последните мочи мора? Ајде. Ќе размислиме. Размислете така, мар. Не се фрла. Кој одиме? Романија. Романија? Романија, Босна. Романија. 10 точен одговор за Сашо и Мартина. Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина. Турска И сигурно. Турција, да. Босна и Херцеговина точен одговор. И на чекор сме до оние 200 евра. Турција. Турција. Сега ќе испадне таа прва дека. Па не, ама меѓу првите пета. Од кај што најмногу увезуваме, а па тоа може да го видиме и по самите, како да кажеме, самата роба што циркулира. Најпозната фирма од Турска, Саглав. Така е, 200 евра за Мартина и Сашо. Да Размислете, убаво имате шанса да освоите 300 евра. Имаме шанса све, ама не. Да не си рискираме, 200, 300. Ако пресечеш Мартина, не е 200, 300, 100 евра плюс е. Не, деле, криво ми е. Кои држави готово? Расчистиме 200 евра се ваши честитки. Ај па наредниот пат на 300 одиме. Кои би ги играли? Ништо, Албанија. Не, Хрватска. Точен одговор. Албанија има, пошто... Точен одговор. Јадеме. Точен Албанија одговор. имаме. Да, имате кој друг? Кои други ги игравме? Кој ти ги мислеш? Ајде, Мартина. Шведска, Данска и Шпанија, некој од тие. Ете, бам, 300 евра ќе беа ваши. Што е? Добро, се, Тоа е, што е? да. Тоа е што и 200 евра не се за подценување. Криво ми е затоа што ве слушав кога коментиравте и знаевте, Сашо направи само една голема грешка за Обединетото кралство, иако можда подалеку со нив остваруваме, најмногу везуваме роба од нив. Они се први, потоа се Германија, Грција, Србија, Турција, па Италија, Бугарија, Полска, Русија, Унгарија, Романија, Австрија, Холандија, Франција, Добро, Чешка, не, Словенија, нема Белгија, произведувате. Шпанија, Хрватска, Албанија, Швајцарија, Косово, Босна и Херцеговина, Словачка, Португалија и потоа Украина, Шведска, Ирска, Данска и така натаму. Од Црна Гора ништо. Одлична партија, тензично беше на
почетокот им висеше на конец победата на Саши и на Мартина, но на крајот сепак излегува како успешни. Им легни темата што се гледа и по крајниот резултат. Ке се заминат денеска од нашето студио со парична награда од 200 евра. Вие не заборавајте понатаму да останете со програмата на телевизија Сител, да го чекате следното наше издание за тогаш да видите што ќе направат Мартина и Саша. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!